Здравствениот систем под лупа. Пари, контроли, злоупотреби и одговорност. Тема во денешната емисија на Директно. Колку е навистина стабилен фондот за здравствено осигурување? Каде завршуваат парите на граѓаните? Во лекување или во неправилности? Какви проблеми откри фондот во јавните здравствени установи по вонредните контроли? Дали Македонија плаќа непотребни операции во приватни болници? Колку чини системот и злоупотребата на боледувањата и прекумерната диагностика? Во Директно денеска разговараме со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Директно, господине Клековски. Добро ве најдов. Ајде за почеток да почнеме општо од она што долги години се зборува, меѓутоа никако да го фатиме крајот, а фондот продолжува. Дали во овој момент фондот е финансиски стабилен или преживува од година в година со крпење на дупки? Во основа да стабилен, бидејќи минатата година, односно оваа година во однос на минатата година имавме рекордно зголемување од 100 милиони евра и во моментот буџетот на фондот е околу 900 милиони евра, 54 милиарди. Секако треба да се гледат долгорочните позиции на фондот и тука има два предизвика кои можам да ги кажам. Првиот е дека животниот век се продолжува и тоа е добрата вест. Лошата вест е дека ќе има се повеќе издржувани лица, се помалку работно способно население кој ќе придонесува во здравствениот фонд и второто поврзано со тоа дека продолжениот век не е неминовно здрав продолжен век. Значи, ние ќе имаме многу луѓе кои ќе живеат долго, меѓутоа ќе живеат болни, со големи потреби за здравствена заштита. Во основа проекциите на Светската здравствена организација дека ниту еден фонд во развиениот свет нема да биде одржлив доколку не го промениме нашиот животен стил. Без физичка активност, без пушење, без алкохол, ние не можеме да очекуваме дека ќе живееме здрави животи кои ќе бидат одржливи за финансиски одржливи за здравственото осигурување. И затоа треба да ги погледнеме овие аспекти на долгорочната одржливост. Втората работа што сакам да кажам е очекувањата на јавноста. Макумина знае дека просечното издување месечно во фондот од носител на осигурување е околу 3000 дена или 50 евра месечно или 600 евра годишно. Ако се вклучат издржуваните лица, тогаш од 600 евра годишниот придонес пак е на 420 евра. Со толку издвојање на средства, ние сме на предпоследното место, позади нас е само Албанија. За споредба, например, во просекот во Европа е околу 4000 евра годишно. Во развиените земји тоа е многу повисок, зборам за северните земји. И сега ние очекуваме европски резултати, а финансирањето ни е предпоследно во светот. Да истакнам дека еден просечен пушач во Македонија, а 45% од полнолетните, од возрастните луѓе се пушачи, издвојуваат повеќе за цигари годишно отколку за здравствено осигурување. Во двата случаи за просеци збориме. Значи, од една страна ќе имаме зголемен потреба, од друга страна ние во моментот издвојуваме ниско, при што придонесите не се опција. Зголемувањето на придонесите не е опција, затоа што ќе нема кој да плаќа придонес, ќе нема работно способно население. И ние веќе во овој момент имаме финансиски извори надвор од придонесите. Класичен пример се надоместите за породилни отсуства кои ги плаќа Министерството за економија и труд како буџетска дотација преку соодветна програма. Мислам дека ќе Кои алтернативни извори би ги барале за да се подобри состојбата, бидејќи луѓе што работат има помалку поради многу причини, иселувањето е една од нив, а како што и самите рековте, бројот на осигуреници ќе се зголемува затоа што
населението старее, а и векот се продолжува. Која е следната формула за да може да се направи одржлив фонд? И уште една работа би стакнал дека издвојувањата за здравство од јавните финанси се околу 13% и тие се на солидно европско ниво. Значи ние имаме генерално малку издвојување за јавните финанси, бидејќи имаме најниски даноци и придонеси социјални во регионот и во Европа. Во една таква ситуација, каде што нашата политика е да останеме земја со ниски даноци и придонеси, јас една од можностите ја гледам низ акцизи на работите кои предизвикуваат штети по здравјето. Значи, зголемени акцизи на цигари, зголемени акцизи на алкохол, зголемени акцизи на гориво. Ние имаме најевтино гориво во регионот, а горивото преку автомобилите придонесува на два начини за штети по здравјето, и како загадување и како сообраќајни незгоди. И може би бање на модел за акцизно даначување на оно што го нарекуваме лоша храна или junk food, бидејќи значен дел од болестите во Македонија се поврзани со лоша храна, со храна со многу масти, шеќер и слично. Ако ги прашате македонците, ќе речат ќе ни го одземете единственото или можеби меѓу единствените задоволства што ги имаме во животот, иако тоа не треба да е задоволство, се разбира, ниту цигарите, ниту алкохолот, уште помалку и junk foodот. Меѓутоа, како ќе се прави тој баланс помеѓу она што македонците можат да го платат и она што ќе се оданочува? Ќе стигне ли Македонија да биде земја каде што кутија цигари чини 10 евра, како што е тоа во Европа или во другите земји? Мислам дека веќе тој процес на поскапување е усогласен во регионот и то не биде дека е само политика на Македонија. Значи, тоа е ценовна политика која е согласена во регионот и е согласена со Европската Унија. Видите, во еден момент мораме да почнеме да говориме малку за собствената одговорност. Јас често давам еден пример, дека ние сите редовно одиме на технички преглед и ги регистрираме возилата, а не одиме редовно на здравствени прегледи, на систематски здравствени прегледи, превентивни, и не сме спремни да издвоиме време и средства за таа намена. Значи, не може нашите автомобили да ни се поважени од нашето здравје. Мислам дека почнеме многу повеќе да говориме за нашата лична одговорност за собственото здравје. Кога ги споменувате акцизите, мислите ли дека ова ќе дојде како предлог до владата од ваша страна во некој брз период? Видите, во моментот овие се долгорочни опции, значи не ова брање на решение за 26-27 година. Значи ние имаме балансиран фонд со балансирани приходи и расходи во моментот. Меѓутоа, ја верувам дека на долги стази, на едните 10 до 15 години, ние ќе мораме повеќе да се грижиме за собственото здравје, значи многу повеќе превентива и барање дополнителни приходи, за да не бидеме предпоследни по издвојувањето за здравје. Во 37 јавни здравствени установи спроведовте вонредни контроли. Дел од резултатите ги споменавте. Што беше или што е клучниот аларм и кој што ве тера понатаму да преземете чекори? Видите, значи, фондот до сега многу малку комуницира дека во основа една од функциите што има е контролна функција, има финансиска контрола и контрола која ги гледа медицинските аспекти. Бидејќи многу малку се коментира околу тоа, јавноста не е запознаена дека ние вршиме редовни вонредни контроли. Редовните контроли се слично како во Државниот завод за ревизија по програма која се планира на повеќе години. Сите поголеми здравствени установи се подложни на таа редовна контрола секоја година. Вонредните контроли ги правиме по преставки генерално. Дали е тоа барање од пациент, незадоволен пациент, дали е некој допис, жалба од други актери, и во основа
ние таквите контроли ги соопштуваме на Министерството за здравство, Министерството за финанси и Државниот завод за ревизија. Тесно соработуваме со Државниот завод за ревизија во финансискиот дел од контролите, а со здравствениот и санитарен инспекторат во медицинскиот дел. Во основа има повеќе сегменти на проблемите, меѓутоа генерално сегментите се во два дела, се во платите и во јавните набавки. Во делот на платите не се спроведува доследно колективните договори, при што има прекршување на двете страни, само да кажам. И се додаваат права и се скратуваат права и веќе имаме во многу институции такви проблеми. Што значи си додаваат права? Си исплатуваат и сменски додаток и дежурства. Едното со другото се косат. Не се водат книги за прекувремена работа. Сите работодавачи се обврзани да водат уредна документација за прекувремена работа. Во делот за набавките често е вршењето на набавки без соодветно обезбедени средства, кои понатаму стануваат долгови, понатаму стануваат проблем на фондот и ги контролираме од тој аспект. Ова се финансиските аспекти. Во финансиските аспекти да споменам дека имаме и поплаки за двојни наплати, а тоа е дека се наплаќаат услугите и од осигуреникот од пациентот и се наплаќаат од фондот. Ова зборуваме во јавните здравствени... Во тие што имат договори со фондот. Да појаснам, значи, фондот за здравствено осигурање врши контроли исклучиво во здравствените установи со кои има договор. Имаме договор со јавни здравствени установи и со приватни здравствени установи. Меѓутоа, да, имавме контрола во итната медицинска помош и установивме дека има дел итни медицински помоши кои имаат неодобрени ценовници кои наплаќале услуги од граѓаните по свој наод, а не со одобрение од фондот и од Министерството за здравство. Добро, како третирате тоа? Како криминал, како недоследност, како грешка? Во основа зависи од степенот на грешката, условно да кажам, и намерата. Значи, таму каде што се првпат се случуваат проблеми, вообичајно се опомени и се бара корекција на однесувањето. Значи, во итните медицински помоши, например, дадовме рок од 2 месеци да се отклонат недостатоците. Таму каде што се неправилно исплаќани додатоци, побарано е да се вратат назад додатоците. Меѓутоа, ако видиме дека тоа однесување продолжува континуирано, тогаш во основа поднесуваме пријави до надвор од овие три институции кои ги спомнав, поднесуваме пријави до МВР и до финансиската полиција. До сега немате поднесено таква пријава? Имаме поднесено и во стапувањето мое на мандатот. Меѓутоа, сега работиме на нов круг, бидејќи сакаме да демонстрираме дека не е дека лани ние поднесовме пријави за претходниците, дека ние можеме генерално да го смениме однесувањето и има пријави во моментот што се работат. Ја мислам дека ова власт, ова здравствени власти, генерална власт, имаме најмногу кривични пријави и покренати постапки во здравството. Од процесот за онкологија, од апсењето на членовите на комисиите за инвалидски пензии. Тоа иако е во пензијскиот фонд, добар дел од апсените се лекари. Од прилеп на 2 пати се апсеа, например, вториот пат беше Българин кој неколку милиони денари место да ги уплати на сметка ги ставил во джеп. И да не зборам оние случаи со офталмолозите Велес, Битола и директор на гериатрија Скопје. Значи, во основа сакаме да демонстрираме дека мора да се сузбие криминалот и корупцијата
И тоа е една од стратегиите за одржливост на фондот за здравствено осигурање. Колку од овие директори, раководни лица, одговорни што си доделувале надоместоци надвор од законот, до сега вратија дел од средствата? Тоа ќе биде утврдено со следната контрола, бидејќи им даваме период да го завршат тоа. И имаме намера покрај другото да почнеме да ги објавуваме овие извештаи, слично на Државниот завод за ревизија. Работиме на правната основа, бидејќи сакаме да јакнеме свеста дека веќе вака не може да продолжи како што е затекнатата состојба. Бидејќи во ваква ситуација, ако до сега стојат тие како анонимни луѓе кои што тоа го правеле, се добива впечаток дека сакате да замачкате очи на јавноста дека нешто се прави. Не. Значи, бројот на кривични пријави поднесени на уапсени луѓе кои се во притвори, говори дека секако зборуваме за конкретните сегашни контроли кои што ги направивте. Вака, еден дел од нив не се материјално значајни, што значи дека направената штета не е од таков обем, ама на долги стази ќе водат кон значаен обем и затоа даваме можност да се коригираат. Колку институции реално очекувате да вратат пари во овој период од овие што... Јас очекувам од сите директори кои сакаат да ја вршат својата работа со интегритет да го направат. Тоа се сите оние 14 кои што ги споменавте, директори на јавни институции, јавни здравствени институции. Каде што има недостатоци. Каде што има недостатоци. Очекувате... дел од институциите работат коректно, да не ги нормално, па и самите рековте дека од 37 кај 14 до 18 се пронајдени одреден тип на неправилности. Вие побаравте поврат на незаконски исплатените средства, рековте со следната контрола ќе видите што се случило и како се случило, меѓутоа во меѓувреме мора да имате, претпоставувам дека треба да имате фидбек за тоа која од тие институции веќе ви се обратила со барање дека ќе ги врати парите. Не, или лично или како институција. Сепак е процес што се поединци вклучени, значи треба да дадеме сепак време. Имаше контроли во гинеколошки ординации што ги правите заедно со управата за јавни приходи, што на некој начин изгледа како новитет и мешање на некои ингеренции, меѓутоа претпоставувам сакате да откриете еден по-сублиматен производ на крајот, што се случувало и како се случува. Што откривте таму во тие ординации? Да, значи во основа го спомнав проблемот со двојни наплати. Наплата од Фондот за здравствено осигурање за извршена услуга и наплата од осигуреникот или пациентот за услуга која не треба да му биде наплатена. Ние како Фонд за здравствено осигурање немаме право да вршиме контрола на фискалниот дел и затоа се координиравме со УИП да направиме заедничка акција, затоа што имаше условно да кажам, приличен број на представки од граѓани дека им се наплаќани средства за прегледи што не би требало да им биде наплаќано. Ги консолидираме се заеднички извештаите на Фондот за здравствено осигурање и УИП. Очекувам дека во петок ќе ги соопштиме резултатите. Да, има повредени права на осигурениците, на пациентите и од аспект на фондот и од аспект на УИП. Што значи тоа? Пластично објаснато дека оди пациентот во ординација? Има сет на услуги за кои станува збор за приватни здравствени установи, со кои фондот има договор за матични гинеколози и има за кои имаме подпишано договор за одреден надомес да вршат одредени услуги. Кои услуги мора да бидат бесплатни за осигурениците пациентите. Под различни изговори, дали за ЦД, дали за не знам, извештај се наплаќаат 500 денари, 1000 денари дополнителни и сакавме тоа да го сузбиеме. Значи, во основа ние имаме договорен однос. Значи, ние никого не му сме го наметнале тој договор. Тој е доброволен однос меѓу нас и приватните здравствени установи, дека тој седне услуги го дават на сметка на фондот и соодветно не треба да наплаќат на пациентите. И мислам дека ова е широко распространета пракса во скоро сите сегменти.
Реагиравме прво кај матичните гинеколози заради големиот број на представки, каде што веќе то не е исклучок, тука е до некаде правило. Ке ги соопштиме резултатите и ова сакаме да испратиме порака до другите дека тоа што е договорено треба да се придржуваме и да не работиме на штета на осигурениците, пациентите надвор договореното. Ако е некој незадоволен од договорот, не е начинот да го крши договорот, туку да го постави тоа незадоволство од тоа што е договорено со фондот и да се разговара за тоа. Меѓутоа, кога ќе се договориме, кога ќе исклучиме договорот, сите страни треба да се придржуваме. Посебно би нагласил ово во ситуација каде што минатата година ги зголемивме се извинам, оваа година се уште ги зголемивме капитациите на матичните доктори за 30%. Тоа е историско зголемување на капитациите од 75 на 100 денари по бод. И со тоа беше преземено едно од клучните барања на матичните лекари да се зголеми надоместокот за кој работат. Меѓутоа, од друга страна, пораката е јасна дека да, повеќе пари, значи поголема одговорност и дека ќе инсистираме и на болниот дел на придржување на одредбите, а тоа е дека некои незаконски и недоговорени работи мора да престанат. Дали при објавувањето или кога ќе ги сублимирате до крај овие резултати од истрагата на УЈП и на Фондот за здравство, која што е заедничка, да речам, ќе се оди со одреден тип на пријави, прекршачни, кривични, или ќе постапи УЈП во тој дел? Ќе изрече казни и ние ќе имаме... За колку очекувате дека ќе се изречат казни? Или десетици? Уште не ги имам видено сумираните извештаи. Видите, за УЈП ова е обем од мала работа, бидејќи сепак збориме за индивидуални матични доктори. Не збориме за болници, за некакви големи обрати, меѓутоа правата на осигурениците мора да бидат заштитени без разлика дали е мала или голема установа. Ќе има казни и од фондот. Во фондот казнениот процес е независен. Имаме одбор за казни кој одлучува независно од директорите и таму чекаме да се изречат казните до петок, за да ние ги знаеме прекршоците, ама да се изречат и казните за да може да го искомуницираме тоа. Дали ќе има раскинување на договори со одредени ординации? За да се раскине договор треба да има повторени казни повеќекратно. Да, ако има повеќекратно, сме раскинувале договори ние преходно со приватни здравствени установи. Само да ставам во слика дека кога ние говориме за приватни здравствени установи, луѓето сликата е сведуваат на Аџибадем, Систина, на Жан Митрев, на Ремедика, на болниците. Значен дел од македонското здравство е приватно здравство. Значи сите матични лекари само во, мислам дека околу 1500 тима се без стоматолози, гинеколози. Значи целата примарна матична група е приватни здравствени установи. Значителен дел од секундарната специјалистичка заштита, дали медицинари, дали лаборатории, дали стоматолози, исто така се приватни здравствени установи, така да ние имаме значителни приватни сегменти кои има договори со фондот. Значи ли ова дека по истиот терк ќе се прават контроли и во останатите приватни здравствени ординации, сега зборуваме, значи тоа се стоматолошките, матичните лекари и така натаму? Во основа постапуваме таму каде што има представки. Во основа, бидејќи и нашите капацитети се ограничени, надвор од редовните контроли постапуваме таму каде што има представки и работиме по тие представки. Ако видиме дека е структурен проблем, дека тоа е масовна појава, тогаш не ги контролираме како во овој случај само тие против кои има представки, туку вршиме масовни контроли. Да, ќе има се повеќе такви контроли, бидејќи мораме да воспоставиме почитување на договорите. Ви споменавте приватните здравствени установи. Има и се уште се водат истраги за сомнежи за непотребни операции.
кои што пред се изведуваат во приватните здравствени, меѓутоа имаше подоцна представки и за јавните здравствени ординации, стануваше збор за кардиолошки операции. Што досега откривте? Да појаснам дека надвор од примарното и секундарното здравство, фондот има договори со приватни здравствени установи во 4 сегменти. Едниот е офталмологија, вториот е кардиохирургија, третиот е диализа и четвртиот се бањите за продолжено болничко или постоперативно лекување. Овие 4 области имаме договори со приватни здравствени установи заради недоволниот капацитет во јавноздравствените установи. Значи, таму каде што имаме доволен капацитет во јавноздравствените установи, ние не сме склучувале договори со приватните здравствени установи и овие ги вршиме редовни контроли. Она што, например, пошто се значени здравствени установи, Јаџи Бадем Систина и Жан Митев, се контролираат редовно секоја година. За да објаснам дека тоа се слепи контроли, значи се избира примерок од вкупниот број пациенти што ќе бидат исконтролирани во однос на што е направено и што е наплатено од фондот. По случаен избор или кај што има индиција за... По случаен избор. Ако има представка, по сите представки постапуваме. Ја кажав дека за неколку години имаме за кардиохирургија 8 представки. Сите 8 представки се за наплатени средства за приватна операција. Значи, станува збор за случаи каде што има листа на чекање и пациентите не сакале да чекаат 6 месеци да стигнат, например, за васкуларна операција и плателе со сопствени средства. Во сите тие 8 представки имаше изјави од пациентите дека се согласуваат да ги платат интервенциите. Значи, по представки задолжително постапуваме. Редовните контроли се по случаен избор на пациенти и гледаме дали е воспоставен соодветниот тек за да се направи одредена интервенција. Дали има рентген, дали има ехо, дали се диагностичките работи направени соодветни на диагнозата која е воспоставена, дали интервенцијата што е направена е соодветна на диагнозата. И такви контроли имаме редовно во кардиохирургија заради обемот на работите и обемот на буџетот таму. Да, она што го обелодени кардиохирургот Кедев одекна како бомба во јавноста, бидејќи практично се отварале градни кошеви за да се земаат пари од осигурениците, но и од Фондот за здравство, што е своевиден криминал, доколку тоа се потврди како такво. Се формираше комисија, таа функционира, домашната се уште се чека странската. Да, јас би ги почекал на одите. Видите, јас како директор во заштита на правата на пациентите, мојата прва грижа е дали пациентот ја добил здравствената заштита што треба да ја добие. Зошто ово го нагласувам? Затоа што тука недавањето на одредена здравствена заштита може да води кон последици по здравјето, не дај Боже по смрт. Значи, тука имаме исто представки дека требало нешто да биде направено, не било направено. Втората ситуација каде што вршиме задолжителни контроли е оправданоста во однос на очекуваните резултати. Има дел од интервенциите кои се екстремно скапи, а не би требало да се вршат кај пациенти каде што, освен палијативни мерки, третмани, не може ништо повеќе да се направи, дека се исцрпени здраворазумските третмани. И на крај доаѓаат овие... И за овие пациенти се влечени пари од Фондот за здравство, исто така? Да. Што значи дека на некој друг човек што тоа му е повеќе потребно е скратено правото на лекување. Апсолутно. Значи, и последниот случај каде што овој што Кедев го реферира, каде што е направена
плюс интервенција која била непотребна. Јас би ги почекал резултатите сепак, бидејќи ова е стручна работа за проценка на докторот и морам да кажам дека во одредени ситуации само проценката на докторот е валидна, така да ги почекам резултатите. Јас Дали индициите се доволно силни кои што излегува и предметите кои што ги имате во рака? Видите, сите беа во фаза каде што требаше повторно дополнително прегледување на досиета и вклучување на странските доктори. Така да мислам дека има уште таму работа, да кажам дека има нови представки во меѓувреме, бидејќи луѓето кои имат мака или проблем сака да знаат и мислам дека треба да постапуваме по сите. Колку нови представки се извинувам имате во меѓувреме освен тие претходните што беа? Плюс 4. Плюс 4. Да. Сите ги препратуваме до Министерството за здравство. И таа приказна мора да води кон гледање на минатото, меѓутоа и гледање на иднината. Јас на 25 години на Фондот за здравствено осигурување истакнав дека во основа ние мораме да преминеме од контрола на квантитет, која во моментот ја правиме, во контрола на квалитет, кој е голем предизвик и ниеден фонд во регионот не го прави тоа. И веќе првото поле каде што ќе го вратиме процесот за контрол на квалитет е диализа. Ние на диализи потребуваме над 20 милиони евра, што е поголем буџет од колку за приватните кардиохирурги и таму постоја показатели за квалитет кои во минатото на неа се начин престанале да се прават. Второто подрачје каде што сакаме да го воведеме е кардиохирурги, каде што има корисни модели од Австрија и Унгарија како тоа да го направиме, бидејќи да се разбереме, ова не е проблем само на нас. Прашањето е како ќе се врати довербата на јавноста, на граѓаните, значи не само во вашето постапување, туку и во постапувањето на приватните болници кои што потенцијално го злоупотребувале маката на граѓаните, а со тоа и државниот буџет по исто време. Видите, без да сега реферирам на точните бројки, ние имаме илјадници, можеби и по 8-9 илјади кардиоваскуларни интервенции секоја година. Значи не се тоа само интервенции на срцето, се интервенции на големите крвни садови на периферната циркулација. Вкупната бројка на представки не надминува 30 представки. Што сакам да кажам, треба да сепак земеме дека еден значителен обем на работа е завршена квалитетно. Сите имаме примери на квалитетно завршена работа. Значи, не сме заради плевелот да настрада и здравото. И мислам дека овој процес на одење до крај треба да ги разјасни ситуациите каде и што се грешува. За мене враќањето на довербата е поврзано со иструкување на овој процес до крај. Како што онкологија го иструкавме, односно и претпоставувам исто така со барање за одговорност. Дали тоа ќе биде индивидуална, правна, компаниска? Ако има намера, корпорацијска намера, да, и со одговорност за установата, не само за поединечните лекари. Значи, ние мораме да ги носиме процесите до крај. И јас сум убеден дека, како и други процеси што ги однесовме до крај, овој процес ќе оди до крај. Да, кога очекувате да видиме некаков тип на разрешница или повидливи, поопипливи резултати со работата на комисијата, на странската комисија или? Сепак Министерството за здравство го води тој процес, не би можел да како Фонд за здравство се сигурно силно заинтересирани тоа што побрзо да се доведе до крајот. Ние независно надвор тоа процесите за засилување на контролите ќе го направиме независно од процесот што се води во Министерството за здравство. Добро, благодарам за сега. Останете во таа форма, ќе продолжиме, се разбира, одиме на реклама. Во студиото со Сашо Клековски, директор на Фондот за здравство. Господине Клековски,
Лековите се еден од поголемите трошоци за граѓаните, особено повозрастните. Зошто и натаму над 60% од тој товар го плаќаат од сопствениот џеп? Да. Во основа од моето стапување на мандат, лековите стана приоритет на Фондот за здравство и пристапот до лекови, затоа што спрема статистиката 65% од трошоците за лекови граѓаните ги плаќаат од сопствениот буџет и тоа е спрема Светската здравствена организација катастрофален притисок врз граѓаните. И наједноставно се гледа во фактот дека за 15 години еден лек е додаден на позитивна листа, а последните 10 години пред мандатот ниту еден. Дури во споредба со регионот пер капита и тука сме меѓу последните земји и во регионот и во Европа. И поагајќи од сето тоа се насочивме кон две работи. Првата работа е позитивната А листа, или тоа се лековите достапни во апотека, и втората работа е специјално скапите лекови, ако можам да ги кажам, или иновативните лекови кои се користат во 4-5 подрачја во клиничките третмани. Во првиот случај позитивната листа ја зголемивме за 13 генерички лекови, тоа се брендови многу повеќе, тоа се над 100 брендови, бидејќи во секоја генерика има повеќе производители со повеќе брендови. И фокусот беше на кардиоваскуларни, крвни лекови, меѓутоа и на онколошки лекови. Едно од зголемувањата со анастазолето ЗО кој го направивме се два лека кои беа достапни на клиниката за онкологија, меѓутоа ги префрливме на позитивната А листа за да добиеме повеќе кратна добивка за сите. Прво, осигурениците болни од рак не мора да одат на клиниката за онкологија да го подигаат лекот како што деа до сега. Второ, клиниката на онкологија не мора да се занимава со непотребна администрација. Ако има 2.500 пациенти што го користат тој лек, тоа се најмалку 5 до 10.000 доаѓања нивни во болницата и сите знаеме како изгледаат гужвите во клиниката за онкологија. Ние успеавме да направиме одредена заштита, бидејќи производителите се согласија да лекот биде достапен во апотека не по максималната цена, туку по референтната цена што определува Фондот за здравствено осигурање. Такви чекори ќе правиме понатаму. Ќе ги има ли лековите? Да. Бидејќи збориме многу... сега за позитивната... Не, конкретно за онкологија кога беше. Сега одиме на болничките лекови. Таму е зголемен буџетот вкупно, усовните буџети така наречени, кои се генерално за скапите лекови, изнесува 5 милиарди во оваа година и е зголемен за 107% во однос на 20-та година. Значи, тука збориме за лекови за онкологија. Вкупниот буџет на онкологија оваа година е 50 милиони евра и тоа е најголемиот буџет во здравствена установа во Македонија. Целата позитивна листа за аптеки е 55 милиона, само да, значи зборам за 24 милиони рецепти кои се 55 милиона. Хематологија 450 милиона, педиатрија за цистична фиброза, за хормон за растот, неврологија за мултипла склероза, на гастро, на кожно, на реума, за автоимуните болести. Значи, сегде се потрудивме да лековите ги има без листи на чекање за оние пациенти што треба да има. Сега доаѓаме до следниот чекор, до гледање на критериумите за кого се треба да бидат достапни овие лекови. Значи, ние имаме ситуација каде што онколошките протоколи не се службено ажурирани од 2008 година. Каде што регистрите на пациенти во повеќето овие подрачја со исклучок на цистична фиброза, каде што има јасен регистар на пациенти, се нејасни
колку пациенти, зошто и како. И мораме да дојдеме во ситуација на проценка на ефективноста на овие терапии. Значи, дел од овие терапии чинат десетици илјади евра годишно, да не кажам дел од нив чинат 200, 220, 250 илјади евра годишно, и ние можеме да оцениме што постигнуваме. Како што спомнавме во кардиохирургија, каде што може би се изведуваат скапи интервенции на пациенти на кои осим палијативна нега не може да им се помогне. Мислам дека треба да погледнеме и како се употребуваат овие лекови и во овие подрачја каде што имаме скапи лекови, за да не може да го оставите пациентот да умре за тоа што или да биде без лекови за тоа што е скап. Веројатно, значи, правото на живот е основно човеково право. Има фаза после која останува само палијативен третман. Една од злоупотребите на црниот пазар со онколошките лекови е наводно давање на лекови на луѓе во терминална фаза, каде што е јасно дека исходот ќе биде негативен по пациентот. И така се создаваат количини кои се достапни на црниот пазар. Иначе црниот пазар на онкологија не е македонска карактеристика. Јас имам лично искуство дека такви црни пазари постои во Србија и во Грција. Бидејќи збориме за екстремно скапи терапии. Сега предизвикот е како да возможиме повторно, како во другите подрачја, да се сузбијат нерегуларностите, за да имаме доволно здравствена заштита за тие што имаат потреба. И тоа е еден процес кој можеме да го направиме во сите овие подрачја каде што имаме релативно скапа терапија. Има повеќе примери, не е само на онкологија, значи има примери за неоправдана употреба на скапи лекарства и ние можеме да ги разговараме. Добро, колку од овие 50 милиони евра кои што и 55 кои што се издаваат лекови на рецепт, имате еве да речам сомнеш дека се оправдани, а колку се неоправдани? Видите, и во збориме за аптеките сега. И во аптеките се јавува проблемот со двојна наплата. Да побавите лек, каже нема на рецепт приватно, треба да го земите, а истовремено некој несовесен матичен лекар издаде рецепт на нече туги име. Значи, ние такви ситуации сме воспоставиле при нашите контроли. И тоа не е проблем само во апотеките, тоа е проблем и со упатувањата, каде што има непостоечки упати на туги имиња кои се фактурираат на фондот. И работиме на воспоставување на системот на рецепт, каде што во позадинскиот концепт ќе има повеќе нивоа на контрола за да се спречи злоупотреба на рецептите. Има ли спрега во тој триаголник на издавање лекари, фармација, апотеки? Да. Како ќе се борите против тоа? Па еве искуството од Србија, тоа е со воспоставување на позадински дигитални контроли. Значи, ние во моментот чекаме да биде ставен во употреба, да се помина некои регулаторни промени, е рецепт кој ќе има позадински контроли. Во Србија тоа функционира 2,5 години и веќе се заштетени на 13% од средствата. Значи, документирано, докажано со употреба на позадински контроли на дали има осигурување, дали е активен матичниот доктор, дали се соодветни индикациите, дали се соодветни дозите и така натаму. Во кое време се издава, во кое време се подига лекот, значи збориме за повеќе контроли. Мислам дека можеме да претпоставиме дека 15% од рецептите издадени се неоправдани рецепти. Тоа зборам за малверзации, не зборам за рецепти кои ни се за, не дај Боже, да ни се најдат, па секоја година правиме чистење на фиоките, фрламе еден куп лекови со изминат период. Увезуваме лекови за околу 250 милиони евра, извезуваме за околу 150. Може ли да се направи подобар баланс во ова размена за да Македонија стане конкурентна во делот на издавањето и употребата на лекарства?
Како да ги мотивираме, да речам, домашните купувачи да се ориентираат и кон домашното производство, или овие увезени се ексклузивно? Се различни. Значи, тоа што увезуваме се вообичаено оригинатори, лекови кои се уште под патентна заштита. Оно што извезуваме е најчесто генерика, со еден исклучок, ако има еден патент кој е патентиран во 30 земји кој го извезува. Ние секако надвор оно што е мој домен на работа здравствените власти, властите генерално владата дава поддршка на двата производни погони нормално околите. Најголемиот меѓутоа тука е Реплек како извозен ориентиран производител. Треба да дадеме бидејќи фармацијата е со поголема додадена вредност од колку многу други работни места. Само ако го земам примерот на Алкоит, каде што има околу 3000 вработени, а годишниот обрт мислам дека околу 330 милиони евра, можеме да видиме дека има значено пер капита придонес на вработените, и тоа се продуктивни работни места. И за мене лично, не сега како директор, туку како политичар, фармацевската индустрија е голема можност. Оно што го везуваме... Дали ова значи дека позитивната листа е медицинска или политичка одлука? Не, медицинска. Значи имаме листа на есенцијални лекови. Збориме за аптеки позитивната листа. Имаме листа на есенцијални лекови, таа се обновува од време на време и се прави во состојба на Светската здравствена организација. Втората листа е секако заснувана на потребите. Јас лично заговарам дека во овој период и во иднината кардиоваскуларните болести треба да добијат повеќе внимание, бидејќи секако најголема смртност имаме од кардиоваскуларни настани или инциденти. А таму имаме релативно најстари лекови во употреба. И втората работа, ние одобруваме на позитивната листа генерики. Не одобруваме брендови. Значи, ако се одобри генерика за висок крвен притисок, таму може да регистрираат во продажба во аптеки Алкоит, и Крка, и Лек, и Белупој, и да не наредувам други брендови. Да. Над 90 милиони евра се исплатени за долги боледувања. Рековте, тоа е една сериозна индиција дека системот се злоупотребува. Зошто и што ќе се преземе? Значи, сега ние ги викаме надомести, бидејќи добар дел од тоа се породилните отсуства, кои несекно ги викаме, несекно ги викаме боледувања. Има и таму злоупотреби, ама за мене тоа е радост, не е боледување. Значи, од 90 милиона, 22 милиона се отприлика за боледување над 30 дена, тие што ги плаќа Фондот за здравствено осигурање. И тоа е само врвот на пирамидата, бидејќи многу поголем е бројот на боледување што паѓа на сметка на работодавачите. Проблемот е посебно голем во јавниот сектор, каде што со колективните договори е предвидено 100%, 90% или 80% надомест на плата во случај на боледување, каде што едноставно е се едно смисла на материјална дали одите на работа или сте дома на боледување. Например, МВР до неодамна, мислам, беше 100% боледувањето. Добар дел од здравството е со 90% исплата во случај на надомест. Во приватниот сектор не е така. Обично се 70%, и самиот финансиски модел демотивира да бидете на боледување ако навистина немате причина. Ние правиме мобилни контроли, чести контроли. Најчесто барање имаме од јавните институции, МВР, Царина, Одбрана, и во основа станува збор за застрашувачки примери на боледување, луѓе што можеби неколку години не биле на работа, не се болни. Зошто не се болни? Затоа што секој следно боледување со друга диагноза. Често има и промена на матични доктори, бидејќи секој 6 месеци имате право да го смените матичниот доктор, па ако тој доктор веќе не ќе да пишува боледување, одите понатаму. Често има несовесно однесување и кај специјалистите, и во јавното здравство,
кои издава такви извештаи и ние можеме таму да направиме една консолидација на системот за повторно да има можност за тие што навистина им е потребно. За онколошките болни, за Добро, кој треба тоа да направи? Институциите, самите, еве како што ги спомнавте, МВР, другите, каде што здравството, здравствените институции? Едно е за честни контроли, во состојба на контролите мора да направиме измена на правилата за боледување, за да се стесни просторот за овие поврзани континуирани боледување, каде што секоја диагноза е различна од претходната. И втората наша препорака е за големите институции да воспостават собствени стручни комисии за оценка на боледувањата. Значи, законот дава можности да се состават специјалистички стручни комисии за преоценување, бидејќи ние сме веќе на работ на капацитетите да ги вршиме контролите за овие големи системи во јавниот сектор. Кога ќе профункционира ова, бидејќи вака убаво се идеите, меѓутоа дали меѓуресорски го разговарате и се повлекуваат чекори за да ова се случи? Значи го завршуваме извештајот за една голема контрола во што ја правевме за вработени од МВР. Зборам за долги и чести неоправдани боледувања, каде што утврдивме недостатоци во целиот систем, во целата вертикала на одобрување и во состојба на тие наводи сакаме да ги смениме правилата за боледување. Меѓутоа истовремено мораме да, како што спомнав претходно со заедничките контроли со ЈП, да ја градиме свеста и да потикнуваме да се стеснува просторот за злоупотреби, што дел од овие процеси мора да бидат истуркани до крај. Ги спомнавте на една од вашите пресконференции прекумерната диагностика и неоправдани услуги. И за тумор маркери се платени околу 2 милиони евра. Зошто мислите дека тоа се прави од претерани причини, односно се претерува во тоа? Има две причини. Првата е, јас го викам Google доктори, се повеќе граѓани доаѓаат со спремни диагнози и со подготвени диагностички мерки и третмани што треба да ги добијат. Ке се јават кај матичниот лекар, пиши ми тој антибиотик или пиши ми ова и ова лабораторија да е направам без следење на опасовата индикациите кога е тоа оправдано да се прави. Вториот случај е да дел од матичните доктори, за да се покријат себе си, ги упатуваат пациентите на непотребни диагностики. Каде што се претерува едноставно и со... Тие следат некои протоколи, не предпоставувам. Па не ги следат за жал. И со лаборатории, и со радиолошка и поскапите сакате диагностика, да кажете. Да, не можете не знам за обично исчешување да правите магнети или така натаму и така натаму. Зошто ги спомнав тумор маркерите? Заради структурата на тумор маркерите и жалбата. Значи ние оваа година ќе завршиме со 300.000 анализи за тумор маркери. 2 милиони евра што ги спомна се дел од 50 милиони евра што фондот ги издвоја за лаборатории. Најголем дел се тоа во јавното здравство, меѓутоа имаме договори со приватни лаборатории. Зошто мислам дека 300.000 е претерана во еден сегмент? Затоа што 8 ПСА за простата и уште еден за рак на црн дроб не се користат за диагностика. Се корисни само ако сте веќе диагностициран, значи болен, за следење на болеста. Значи, цеа нема да ви помогне да откриете рак на дебело црево, меѓутоа ако имате рак на дебело црево, може да биде користен во следење на болеста. Цеа и не е пример, пошто има многу важно позитивни резултати. И се имаме ситуација да имаме над 20.000 анализи за тумор маркери за рак на дојка. Што е повеќе од бројот на пациенти со рак на дојка, значи тој тумор маркер се прави и кога сте здрав, а е тотално бескорисен кога сте здрав. Од друга страна, простата има само 65.000
анализи до 10 месец направено, значи ќе станат 70-75.000 анализи, што е далеко под потребното ниво на правење на анализи, бидејќи ПСА е релевантен за диагностика. Значи ПСА е од сите овие тумор маркери релевантен за диагностика на простата. Добро, но тоа е многу поевтин метод на Не, ама сакам да кажам, се прават само 70.000, а тој треба многу повеќе да го има. Значи секој маж над 50 години би требало еднаш годишно најмалку да го, мажите на 60 години може би почесто да го прават, пошто тој тумор маркер е диагностички и може да укаже на проблем со простатата. И сега во скоро сите сектори, значи ги спомнавме аптеките, кардиохирурги, сега лабораториите, имаме неоправдана употреба. Значи не секојаш криминал, туку едноставно сакам да го направам ова, сакам да го имам лекот, што истовремено штети на капацитетите да ги имаме за оние што навистина им е потребно. Ја би бил радосен да има 300.000 тумор марки, ама најмалку 200.000 да бидат ПСА. Значи не збориме за штедење на парите, да не потрошиме пари во фондот, туку да го обезбедиме неопходниот простор да се зголемат здравствените услуги спрема она популација која има потреба да го прави тоа. Господин Клековски, ви благодарам на ова денешно интервју. Благодарам на поканата. Да. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите. Пријатно.